Ако образовниот систем не претрпи сериозни и длабински измени, учениците и во иднина ќе се соочуваат со лош успех и ниски оценки, вели за Алфа професорката Весна Јаневска по скандалот со приемниот испит во Орце Николов, каде од 292 ученици со сите петки само 11 покажале одличен успех. Просветарите велат дека и наставниците и родителите мора да посветат повеќе внимание на процесот. Бараат сериозни реформи и итна департизација во образованието. Волку драстични разлики, според моје сознание, досега немало. Си изгуби љубовта кон знаењето и поради лошиот уписен систем, учениците, а и родителите инсистираа на добри оцени, а не на знаење кај своите деца, или можеби и не беа свесни колку децата нивни знаат и не знаат. Жал ми е што морам да кажам, децата ни се неписмени. Моето долгогодишно искуство кажува дека околу 10% од секоја генерација кои го сакаат знаењето успеваат во тоа без оглед на системот, ништо не им пречи. Реформите треба да ги спроведува власта. Таа во изминативе години спроведе многу, кои главно предизвикаа проблеми и забуни кај учениците, но и кај наставниот кадар. Министерот за образование како директно надлежен, наместо одговорност вели дека му било жал што резултатите кои ги посакувал не можеле да станат видливи. За резултатите дали сум задоволен, не сум. И затоа кажав, побарав анализа од кои училиште се тие да ги имат предвид и педагошки и психолошките причини зашто можеби се имат добро влијание во тие резултати. Ние треба сите во овој систем, почнувајќи од Министерството, од Бирото за развој, од просветниот инспекторат и сите да дадеме придонес за подобрување во наредната учебна година. Само во Скопската гимназија Орце Николов годинава се запишаа 292 основци, или 40% од предвидениот минимум. Од нив сите биле со сите петки, пошто се организираше приемен испит кој беше катастрофален. Според тестирањето, само 11 ученици оствариле 76% од вкупно 170 бодови. Ниту еден од тестираните основци не успел да го реши тесто за максимум 170 поени. Инаку тестирањето во оваа гимназија го покажа осакатеното образование, кое наголемо го докречи долгата пандемија, но капак на се беше и штрајкот на просветните работници кој добие ветување за 15, односно за 18% поголеми плати. Паралелно учениците ги чекаат и свидетелствата полни петки, кои надлежните се уште ги немаат набавено.